Носталгија за родниот крај, сеќавање на традициите, Мариово, некогаш и денес, прекутропа во Воденско. Можеби новите гранични премени ќе овозможат повторно учество на мегленци, кои во последните години изостануваа на традиционалните средби на нашинците од двете страни на границата. Елизабета Митреска беше во манастирот Свети Илија, во некогаш пренаселеното Мариово. Со песни, ора и многу спомени и носталгија, поранешните и малкуте сегашни жители на големото Мариово по 35-ти пат беа на заедничката традиционална Мариовско-мегленска културна средба. Мариовци упорно ги чекаат во посета жителите отаде границата, од Меглен и констатираат, од илјадниците жители, планините полни со стада, сега останале само околу 200 најупорни и спомени што бледеат. Без услови за живот, речиси е невозможно да му се вратат постојано на родното огниште. Кои ќе го знаат колку имаше, тоа беше чудо од народ. Овде кога се спремало за овој ден и за Светилија, за 10.000 луѓе ручек. Тоа е огромно нешто. Сега каде го нема. Времињата го направи, а луѓето го направи, а кој го направи? Тежок е животот, важно, сакам да кажа. Нема луѓе, многу се осамени тука. Се недостатъчно се веќе, сето се испусти да кажа. Што да дадат не може, народ не се враќа назад се почва. Сдруженијето за Мариовско-мегленските културни средби упорно ги негува и ги одржува традицијата, културните вредности и се надева да заживее најретко населената област која крие многу рудни богатства и еколошка чиста средина. Јас сум чистокрвен мариевец и ниродата на Мариево ја гледам во богатството кое лежи под земја во Мариево и над земја. И она што најмногу треба да го оживи Мариево и да стане Калифорнија е отварањето, поточно правењето на браната Чебрен и хидроелектраната Чебрен. Ова културно наследство што го имаме и богатство што го прави ова здружение заедничко меѓу Мариово и Меглен, го поддржуваме максимално и сите традиционални традиции што постојат се негуваат и понатаму. Средбите во Мариовскиот манастир Свети Илија донесоа нови поетски творби за Мариово, подсетување на приказните за Итар Пео и на фолклорното и културно наследство од овој голем крај.